Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 70 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. За 3 дена во среда се изборите. Значи ова е последна емисија пред изборите, почитувани гледачи. Мојот став го знаете, моите анализи ги знаете. Немам ни намера, немам ни желба, а немам ни никаков интерес да агитирам да гласате за едни или да гласате за други. Правите што сакате. Дали во среда на 15 ќе гласате или нема да гласате, тоа е ваша одлука. Што и да одлучите, ќе бидете во право. Во изминатите неколку недели се одби да достапа место во мојата емисија на некои понови помали политички партии. Вечерва Солза Грчева од Глас за Македонија и Лјупчо Ристевски од Интегра. Иако веќе има интервју во рамки на емисијата во Центар, мислам дека беше коректно и пред изборите на овие две партии да им се даде можност да може да ги презентираат своите стојалишта. 70 минути ќе се двете интервјуа. Ќе бидат убави интервјуа, тврди интервјуа, многу работи ќе се кажат, ќе се направат одредени анализи, останете со нас, наредните 70 минути сигурно нема да зажалите. Ристевски гледа, маска не носите? Ристовски, да, во короната не верувате, претпоставам. Веруваме, како не веруваме, се чуваме. Па меѓутоа гледам, не носите маска, Па носам во кола ми остана. Да, бидејќи знаете, тоа не е вие да се чувате тука, да ги чувате луѓето што се околу вас. Така. Јас мислев, не верувате, па да ве пратевме волонтер во инфективна или 8 септември, да може да помогнете, да не сте дел од оние. 5G, вакцина не, Сороси, не верувам во короната најголема измема. Што мислите за нив? Тие се мнозинство, ја. Видете, за вакцинацијата, ние во изборната платформа Нова Македонска ренесанса ставивме дека не сме да биде мандаторна. Че не сме ние да го оценуваме, условуваме и законски оптоваруваме поединецот. Тоа е негово право на личен избор, но е должна државата да обезбеди апсолутна информација кој е производител, кој е составот, какви може да бидат штетните последици и нормално секој на основа на личното право на избор да одлучи што и како ќе прави со своето дете или со своето тело и организам. Лете во Хрватска, например, и Србија потонаа тие партии кои ги третираат тие теми. Нема корона, има 5G, нема вакцинација. И Пернар, и Сладолјев, и целата оваа екипа што се спротестуваше на Вучич. Јас не велам нема корона. Потона публиката и гласачите едноставно во вакви кризни моменти очигледно сакат одредени стабилни политички структури, а не одредени структури кои ќе им продават одредени теории на заговор. Значи сите овие групации потона. Така да тоа се трендови, теории на заговор апсолутно се клониме. Ако се сеќавате и за 5G кога говоревме, ние баравме легитимни научно-истражувачки елементи. Значи, државата треба да се ги преземе сите мерки, да се знае тоа дали е штетно или не е штетно, во која доза е штетно или не е штетно и така натаму. Значи, ние никој пат јасно и експлицитно не рековме за ова сме за ова сме против, но едноставно баравме информација од државата и од владата докаде се сите тие законски мерки што треба да се преземат за да еден процес се одвива или не се одвива. Иначе за короната ние имавме 144 сет на здравствени и економски финансиски мерки. Значи, ние покажавме сериозна доза на одговорност во јавноста за корона кризата. Гледате, и во Србија и во Хрватска трендовите се такви што победи власт. Значи победи во Хрватска, победи во Србија, има два различни модели. Во Србија дозволија да биде либерте, имаше финале на Куп Партизан Црвена звезда, па имаше надпревари, па тениски турнири на Новак Џоковиќ така натаму. Хрватска начудеше на порестриктивни мерки. Значи Србија кажуваше дека има либерална ситуација, дека го има поразено вирусот. Хрватска на 7-8 дена пред гласањето почна да покажува зголемување на бројките. Значи имаше да различни модели. И во двете држави победи власта. Дали е тоа тренд дека во услови на корона власта победува на избори? Идете, може да биде тоа тренд во Србија и во Хрватска, во Македонија тоа нема да биде тренд, затоа што во Македонија власта апсолутно не снаоѓање пројави на јавна сцена. Довербата на ова што го говори владата и ова Комисија за заразни болести и Центарот за јавно здравје е сериозно ниска во јавноста за резултатите што во однос на број на заболени и 78%, 82 и 78%. Јас не верувам во таа поддршка. Видите, во нешто мора да верувате, знаете, не верувате во едно, не верувате во друго, не верувате во трето.
А велите дека сте верник, верувате во Бога. Васко, јас верувам Ако толку не верувате, например, еве. Ама еве бројките кои се? Еве, например, колку имаме заболени во однос на вкупно население, колку имаме смртност во однос на заболени. На 15 вечер. Дали сме број 1 во Европа по смртност во однос на заболени? Сме. Тоа е снаоѓање од владата, не е снаоѓање. Видите, сега јас Тајван го реши за 3 месеци. Значи јас добро, Тајван е сосема друг еден модел, он има SARS, има птичи грипови секакви, имаат одредена цивилна заштита, имаат прва борбена линија, значи Тајван е неспоредлива држава. Значи тука не ми е намерата јас некого да бранам или да напаѓам, велам какви се анкетите. Значи народот верува во тие структури, на сите анкети, дали е Галуп Рима, дали е НДА и стратешкиот партнер, нели ваш, што велите дека американци. Не е наш стратешки партнер. Добро, тој е демократски. Дали тој е на ДПН е стратешки партнер. Значи не е битно, сам да кажам дека сите анкети покажуваат од 1,8 доли анкетите кои се блиски на ВМРО ДПМ, од 1,8 до 6,2% предност на СДС. Сама тоа се анкетите, можеме да веруваме, не мора да веруваме, меѓутоа во 23 часот на 15 вечер ќе треба да се соочите со реалноста. Видите. А ако сте верник и значи, верувате во ниту Господ, една анкета, Васко, во ниту една анкета од било која официјална институција, ниту од Брима Галуп, нити од ТИМ, нити од било кого е внесена интегра Македонска конзервативна партија. Тоа сме на чисто. Ви имате шанса Башка, според закон е забрането 7 дена пред. Ви имате шанса само четврта изборна единица еден пратеник да добиете. Како? Значи ви имате шанса само во четврта изборна единица еден пратеник да добиете. Значи тамо се вари. Од кај ви се овие анализи? Тоа се анкети кои јас ги имам. Не, видете, ова е Ашов експеримент сега. Вие ја насочувате јавноста. Нема никаков со нешто за кое што немате ни еден валиден показател. Ама ве нема. Каде треба да има? Па затоа што во анкетите не земаат во обзир. Статистичка на толку фрлени пари. Вие сте статистичка грешка. Немате ни една анкета во која стои интегра. Дали сте виделе официјална анкета од било која официјална институција да внесе интегра во истражување? Нема. Исто 0,2, 0,3. Не е точно каде, тоа се на памет бројки. Тамо е глас. Тоа Сител го спинуваше Брима Галуп, Сител некна го спинуваше, па Алфа го демантира. Ниедна анкета Брима Галуп не правила со интегра внатре. Према тоа нема да спинувате. Брима Галуп. Апсолутно се неточни тие бројки. Значи денес е вторник, значи снимаме вторник. Денес имаше соопштение на Брима Галуп дека има анкета направено. Дека прави 4 пати годишно во услови на кампања не сме добивали резултати. Видите се. Не сме добивали резултати. По закон е забрането сега да објавуваат било какви анкети и резултати. Значи сега да расчистиме. Имаат право или не се точни анкетите? Против закони тоа е. И второ, не ги вршеле сега. Затоа што седеле на предпашување на кампања, не сме да прават ни анкета, ни добиваат резултати. На тој начин експлиците потврдувате дека анкетите се точни, само велите немаат право. Не. Немаат право, нема таков податок. Брима Галуп во ниедна анкета не ја ставила интегра. Ама сега јас сакам тоа фама е тоа. Сега јас сакам да сум Влада Дивац, ама не сум сега. Вие може сакате да имате 10-15 пратеника, ама зошто не го оставите тоа на гласачите? Зошто сега спинувате јавноста? Ма не спинуваме, прашувам. Ама вие не ме прашувате, вие ме прашувате со спин. Тоа е класичен спин, не дебатираме. Многу сте нервозен. Не сум нервозен, јас сум само експлицитен, Васко. Добро. Значи јас сум само експлицитен. Во ниту една официјална анкета Брима Галуп не ја интервјуирал интегра. Точка. Од тука нема да вадите 1, 2, 1, 8, 2, 2, 5, 2, 10, 2. Без на 15 не се работи за нервоза. Вечерва. Се работи за реакција на спин. Моево е гневење затоа што и ти спинуваш, и Брима Галуп спинува, и Сител спинува. Сите спинуваат. Не, Брима Галуп. Зошто имаат потреба да спинуваат интегра? Зошто да насочат јавноста дека е мала партија? Зошто па некој би се мачел да спинува за интегра? Па тоа јас тебе да прашувам, зошто би се мачел? Вие сте статистичка грешка. Не е точно. Немаат потреба луѓето да спинуваат со вас. Вие статистички. Може би сте ветиле. Васко, извини, на многу луѓе. Да применуваш Ашов експеримент на мене и на јавноста, тоа е погрешен модел. Може би сте ветиле на многу луѓе. Јас сум дошол од почит према тебе и барам да покажеш почит према мене. Ама јас ви цитирам анкети. Почит е да не спинувате. Прво, интегра не е мала партија. Погледнете ги социјалните мрежи. Google Metrics покажува 19 коефициент, еден помалку од СДС и 1,5 помалку од ДПН. Google Metricsот покажува дека е огромен интересот на јавноста за тоа што го говори Љупчо Ристовски интегра. Према тоа сите ваши спинови, да не ставите во Ќоше Пашов експеримент, дека интегра мала, дека нацијата не ја приметува и така натаму, ви се погрешни. Ќе видиме на 15 јули дали е тоа така или не е така. Немате право претходно да прејудицирате нешто во јавност. Не е добро тоа. Исто го кажуваш Иван Пернар.
Ама тоа, видете се. Бидејќи добиваше по 2000, по 3000 лајка. Знаете што се случи? Ама оставете ги лајковите, не збориме за лајкови. Збориме за интерес на јавноста. Титаник потона. Па може да има. Пернар си е своја приказна. Знаете што значи од интерес на јавност до Пернар си е гласање? своја приказна, оставете го Пернар. Лјупчо Ристовски е нова приказна во Македонија. Лјупчо Ристовски е нова политичка визија. Лјупчо Ристовски е голема политичка визија во Македонија. Ќе го сватите тоа на 15 јули. Јас знам точно каков е односот на јавноста. Секој ден имаме по 2 до 3 јавни митинзи. Знам како нацијата реагира. Ако освоите поиш од 2 пратеника. Ама зошто ова го говорите треба сега? да скокат Што е од поентата на ова глупост што сега говорите? Ама не, ако освоите, а што ако освоиме 50? Па нема да освоите. Што ако освоиме 30? Нема да освоите. А зошто мислите дека нема да освоиме? Смете да ја лажите јавноста. Знаете што е кредибилен новинар? Што е кредибилен новинар е доста јавноста само да заклучува. Еве ви цитирам анкета. Не вие да насочувате јавноста. Кој ви го дава правото да насочувате јавноста? Ама нема анкети. Нема ни Ендија ни Брима, немаат анкета за Интегра. Зошто го зборите тоа? Допрев. Нема ни една анкета. Допрев во место што боли. На многу сте не боли ништо. На многу сте. Не ме боли, Васко. Од многу имате добиено донаци, од многу имате донаци. Ова е гнев затоа што Божјата правда е нарушена. Ова е гнев имате од многу за нарушена Божја правда. Донаци добиено ветувајќи дека ќе победите, па сега сте нервозен. Васко, Лјупчо Ристовски никој пат не е нервозен. Ама многу сте. И на ниедна дебата не е нервозен. За едно Божјо лице. Ова е гнев. За Јас Божјо чедо. Кога се гневам да не грешам. Пастор, пастир, вие треба да сте дозволено е смирен. според Библијата, Вие треба да Васко. сте смирен. Не, Вие јас сега сум имате смирен. пиштол, ќе го извадите пиштолот кој убиевте. Ама не е точно. Вие сте кој оние црковни лица од време на крстоносните војни, кои прво убива, па после се крсте. Така ви доживувам, мислам, ова е. Васко, веќе не. разликувајте што е гневење на основа на Божја правда и што е нервоза. Морате тоа да го разликувате. Јас не сум нервозен. Ниту уста ми заигра, ниту око ми затрепери, ниту рака ми затрепери. Јас се гневам за нарушената Божја правда. Ви се тресеше телото. Што ми се тресе? Не, бе, Васко, не. Ама ти очигледно не го познаваш Лјупчо Ристовски. Се потите тука и така. Ама јас секој пат се потам, не се крити за тоа. Ристовски. Вака воинствен, не е нервоза. значи вака воинствен, ја мислам дека треба да одите у Тетово гостивар и со Али Ахмети, да, бидејќи он има идеја албанец за премиер. Што вие сметате за таа идеја? Вака ако сте воинствен, ајде да ви поставам едно такво прашање, па да видам како ќе реагирате. Што вие мислите за идејата албанец за премиер? Види, тоа прашање ќе им го постиш на Мицкоски заев, кој што јавно се изјаснија дека они би прифатиле албанец премиер. Лјупчо Ристовски нема никаква обврска према било кого. Ниту сме потпишале рамковен договор, ниту сме потпишале мајски договор, ниту имаме уцена со нив, ниту имаме опашка со нив, ниту ни има во бомбите. Едноставно сме морални столбови кои што со чист образ излегуваат пред нацијата и велат дека во Македонија, извинувам да довршам, во Македонија ќе биде остварен во сета полнота македонскиот национален стратегиски интерес и споделе политички суверенитет ќе има со оние политички субјекти кои што ќе прифатат Македонија за своја татковина, а во неа политичкиот суверенитет ќе биде остварен на секоја педа македонска земја. Што вие мислите за албанец премиер? Јас ве прашав. Вие велите прашате ги за Мицкоски, значи ако некој нема потпишано договор, дали е преспански. Па јас ви кажав. Значи он не смее да биде видите, вие не сте потпишале, но сте легитимен политички субјект, велите ќе победите со 50 мандати и ќе може формирате добро, ако победите хипотетички. Да. Што вие мислите за идејата албанец премиер? Што вие мислите за поделба на Косово? Што мислите за тезите на Али Ахмети кој вели 360 степени и во Тетово ви го гостува го говори и сега го говорам тоа. И во Македонија 2001 и Косово 99. Тоа е геримендеринг моделот. Во политичките науки тоа е историскиот авизам и треба да го испратиме во историјата. Да биде премиер по желбите и потребите на одредена политичка партија, која што ги ставила во клинчи под Менгеме и Социјалдемократскиот сојуз и ДПНЕ и ги оценува постојано, нели јас стално велам, тоа се крилјата на орелот, кој што го лета орелот надуи премногу високо во Македонија. Социјалдемократскиот сојуз и ДПНЕ, нив треба да ги сечеме. Единствениот тампон кој што може да биде помеѓу овие две крилја на орелот е Интегра македонска конзервативна партија. А ако ние не ги сечеме крилјата на орелот, дури понатаму ќе лета. Едноставно не можете да бирате премиер по етничка припадност. Тоа е геримендеринг подел по партиски желби. Така се кроени граници, така се кројат влади, така дуи го симнува ВМРО, го качува СДС, го симнува СДС, го качува ДПНЕ и едниот и другиот коленичат пред дуи. И Заев коленичи пред дуи, и Мицкоски коленичи пред дуи, и пред Али Ахмети. Но пред Лјупчо Ристовски. Да, Али Ахмети вели следна работа. Победив 2001, победив 99 година. Зиеден Села вели, ако има македонска влада, ќе има албанска влада.
Влагаме во процес на можна поделба на Косово. Гледате што се случува, одложени се средбите 27 во Белата куќа со Гренел на косовското и на српско. Не се извинувам, ама ова се клучни работи, видите, ние влагаме во едно сосема друго. Има избори во Америка како што сега стоят работите, Трамп влага со една многу тешка политичка ситуација. Тој е трет американски председател после Картер и Буш постариот, кој со помалку од 40% рейтинг влага на денот 4 јули, денот и националниот празник на Америка. Значи нас не чека една многу неизвестна регионална ситуација. Што во таква ситуација може да се прави? Ако русите велат нема поделба на Косово, ако му велат на Вучич нема поделба на Косово, значи тоа нас не туркат кон одредена војна. Што во таква ситуација вие ќе бидете дел на власта или ќе формирате владата или Значи, нема да колиничите што ќе правите во таква ситуација? Али Ахмети изједен села, значи одат со овие екстремистички барања затоа што имаат многу слаби политички водства во име и за сметка на СДС и ДПН. Досега не наишли на тврд орел. Добро, што не ќе правите? наишли на стратегиски и национален интерес. ќе Ние правите? работиме да го освоиме срцето на нацијата и да доминираме на политичката Добро, сцена кога и тогаш. ќе го освоите. Оној момент кога ќе доминираме, едноставно немаме никаква обврска ни према Али Ахмети ни према Зијади села. Ќе мора да го почитуваат македонскиот национален стратегиски интерес. Точка. Тоа е многу едноставно. Може ли ние еднаш да видиме? Тие се креваат нагоре затоа што нашиве се понижуваат надолу. Проблемот е во Мицкоски и во Заев, од ДПН и СДС. Кога ги имате стамените македонска влада, ќе се повлечат сите екстремизми и домови од соседството. Ќе може ли да видиме конечно албански политичар во затвор? Не за знамење како Руфи Османи. Видете. Не како Аладин Емири, туку заради криминал. Судството нема да суди по герминеринг модел. Сме виделе. ВМРО СДС од дуј не сме виделе. Криминал, дали бил Ахмети, дали бил Зијади села, дали бил Мицкоски, дали бил Заев. Судот ќе си реши. Го доживувате ли Ахмети ко газда и победник во изборите 2001 и 2009? Тоа или ние победивме, јас победив тој. По прво лице дни на збори. Јас Моргана не му важи овие земји сме ние газди. Што вие мислите? Фата Моргана му важи само кај Мицкоски и кај Заев, но не и кај Љупчо Ристовски. Интегра е стамените политичка партија, чии што примордијален фундамент е македонскиот национален стратегиски интерес на кој што не само Ахмети, и Зијади села и сите ќе мора да сметаат. Досега немало во Македонија влада која што имала здрав македонски национален интерес на власт. Ние сме немале таква влада 30 години. И имаме влади кои што веднеле глава, виткале кичма и во тие криминални мешетарења едни помеѓу други се уценете меѓу себе и затоа доминираат. По тој модел на уцена доминира Дуи и Ахмети. Те го симнува ДПМН, те го симнува СДС. Љупчо Ристовски нема хипотека во однос на Ахмети и во однос на села. Ако нацијата ни ја даде довербата, ќе има стаменита влада која ќе се бори денонокно за македонскиот национален стратегиски интерес и остварен политички суверенитет на секоја педа. Може да се оствари тоа, Васко, ако си ја сакате татковината и ако си ја сакате својот народ. Бидејќи на секое прашање ја велите Заев и Мицкоски. Да. Во кое и ќе велам до крај на избори. Во кое дело сакате да сте повеќе? Во делото на Заев или во делото на Мицкоски? Во кој кондури, во кој чевли сакате? Во дело, во кој чевли сакате? Во чевлите на Заев или во чевлите на Мицкоски? Бидејќи од уста не ги вадите, знаете. На секое прашање што ви го поставам јас со Заев и со Мицкоски. Јас не ги вадам нивните криминогени умови, криминогените владења, криминогените политики кои што клекнаа Македонија на колена. Мене не ме интересира Заев и Мицкоски како нив. Молам? Мицкоски не владел, бил директор на ЕЛЕМ. Претендира да владее. Да, бил директор на ЕЛЕМ. А крши прсти пред Ахмети, пред Борисов, пред сите. Не може со коленичење да се бара премиерско место во татковината. Само со стаменит горд и достоинствен однос ќе се бара премиер во Македонија. Тоа не смее да се дозволи повеќе да биде на власт некој што е зависен, уценет од Ахмети, од Дуи, од села, од екстремизми тука во Софија, Атина. Не, македонецот ќе мора да најде стаменит премиер овие избори. Ке искршевте масата. Не. Ке искршевте масата. Се извинувам. Бидејќи малце емоција, ревност е ова, Васко, не е играње. Добро. За татковина да се работи. Ово добро го одглумувате со емоција, Ама не е глума, ако велите не сте нервозен, ако не сте нервозен, значи дека сте може ли да сватите дека тоа е ревност на срцето внатре? Дека некој си го сака својот народ и татковината. Политичари се видел пред избори така да вика да лупат по маса и на крај комачиње со тендери. Не сте видели уште ништо, Васко. Безпоредот со Васо Тупурковски. И прашањето е кој повеќе сака да го лажи народ, Васо Тупурковски или Љупчо Ристовски? Видете, Васко, Љупчо Ристовски на сцена излезе со вистината. Па и Васо Тупурковски излезе со вистината. И Груевски со вистината излезе. И Заев со вистината за Македонија. Е 30 години заробен.
Заробен умот на нацијата од лагата, Знаете, од во име- фата морганата. знаете, во име на Од тука вистината- Лјупчо Ристовски никогаш во животот не е излажал. Јас кога стојам пред Бога и кога проповедам Библија, кога кажувам молитви и кога читам Библија, кога држам Божји збор во рака, немојте да помислите дека Лјупчо Ристовски може да излаже. Во политиката лага повеќе нема да поминува. Само со вистината ќе го ослободиме умот на нацијата од робството на лагата во која го држат ДПН и СДС на 30 години. Ристовски. Тоа е фата моргана од живот. Вистината на чело Лјупчо Ристовски не лажел и никој пат нема да лаже на политичка Ристовски. сцена. Со нас ке знае нацијата на што е, од точка А, точка Б. Однапред се си кажуваме, како што исто така кажуваме, ќе се знае и Ахмети, и села, и екстремизмите во Софија, Тина, точно ќе знаат со интегра кај сме, на точка А и точка Б. Тоа што го говориме на јавноста денес, ќе го говориме утре и во Брисел, и во Вашингтон, како што и го говоре во Конгресот во Америка, во Британскиот парламент, во Федералниот парламент на Австралија, пред израелците секаде. Лјупчо Ристовски секаде говори исто, вистината и таму и тука. Ниту сме биле во бомби, ниту ќе бидеме после 4 години во бомби, затоа што вистината е на чело. Од тука Лјупчо Ристовски никогаш не лаже и нема да излаже македонската јавност, нема да си го излаже својот народ. Оти ќе си ја загрозам честа пред Бога, ќе си го загрозам спасението и ќе си го загрозам благословот од Бога. Јас тоа многу добро го знам на ова друго духовно ниво. Господине Лјупчо Ристовски, знаете ли колку злосторства се направени во име на вистината? Цела Знам. светска историја е полна со примери на направени злодела во име на вистината. И рамковниот договор е направен со молење и со ставање на рака на Библијата, на средбата Буш помладиот и Борис Трајковски договорен рамковниот договор. Борис Трајковски е од истата вера како што сте вие. Значи и тој исто велеше да ми верувате, да знаете дека нема да ви излажам. И го направи рамковниот договор. Вие се сакате да го поништите рамковниот договор, Преспанскиот договор, да поништите сите овие договори што се во Република Македонија. Вие ќе се штетни за националните интереси. Јас се согласувам дека се штетни, но со рака на Библијата еден од тие договори е потпишан. И вие велите ке стам рака на Библијата и ке зборам Yes. вистината. Да, доека не станете функционери, доека не седнете во фотилјата. Васко, Борис Трајковски е една приказна. Лјупчо Ристовски е друга А приказна. вие сте исто со Борис Трајковски. Видите. Вие сте сега нова модерна верзија на Борис Трајковски. Немате таква поддршка на американците, кој што имаше Борис Трајковски, но сте од иста вера сте, така? Види. Од иста црква сте, така? Иста, да, Да. се е тоа И така. тога, значи, може но да се исти. станува збор за различни карактери. Ке видиме. Станува збор за различни политички фигури, Ке за видиме. различни идеологии, за различни политички гледања на македонската стварност. Лјупчо Ристовски е друга приказна. Ке поништите Преспански договор? Преспанскиот Ке договор во поништите првите договорот- 100 дена, во првите 100 дена со Рамковниот- изјава за ништовност. Сите договори ги поништите. За рамковиот ќе се отпочне процес на Вие сте ревизирање. вие сте како овие во железница карти што поништуваат. Све ќе поништите у први 100 дена. не се, Како ќе Васко, влезе не се, некој Васко, железница, не се. ќе покаже Васко, билет и вака. тикет, овој му го поништа. Ти ми дадеш значи, една минута. Да, и две ќе ви дам. Јас сакам да Ми те се замолам. допаѓа енергијата што покажувате. Не, јас сакам да те замолам. Не се посмевајте, ова се сериозни моменти, круцијални за татковината. Чи треба да бидеме со висока доза на сериозност. И ова ја што го говорам е многу сериозно. Загрозен е обстанокот на македонската нација во смисла на незиниот државотворен капацитет во татковината Македонија. Ако сега на овие избори не направи нацијата вистински избор и одбере политичка опција, која што ќе го држи државниот капацитет на македонскиот народ во столичен, на ниво на влада, тогаш ќе имаме ние проблем. Македонското во етнички контекст исчезнува државноста на татковината Македонија. Тоа го дозволуваат и Социјалдемократскиот сојуз и ДПН. Никој не размислува од тоа ниво, од таа перспектива. Под отстреле, под снајпер се држи етничноста на македонското во татковината Македонија. Јас често пати говорам, ќе не сведат на ниво на власите ромите, немам ништо против нив, но македонскиот народ има право на своја државност. Државотворниот капацитет на македонецот мора да е неприкосновен. Македонија е сепак круна на вековната национална борба на македонскиот народ за национална слобода и за своја држава. 100.000 борци во во Втората светска војна, 40.000 жртви, одлуките на Аснов 44-та, ФНР 46-та уставот. Дефинирана е Македонија како држава на македонскиот народ. Со референдумот дефинирана е како држава на македонскиот народ. Имаме ли ние право сега да дозволиме да си поигрува Социјалдемократскиот сојуз или ДПН во периодот пред нас да ја симне државноста и државотворниот капацитет на македонскиот народ во својата татковина? Ние немаме друга татковина. Македонија, извинете, е единствена татковина на македонецот. Од тука нам ни треба стаменита влада која ќе го држи примордијално
Тој македонски национален стратегиски интерес на ниво на влада. Од тука сите ќе мора да рачунаат на тоа. Нам ни треба стаменити политичари кои што ќе го говорат тоа што го мислат, ќе го зборуваат тоа што го мислат и ќе го прават тоа што го мислат и го зборуваат. Тоа треба да му се каже јасно и на Ахмети и на Зиједин села, јас на 360 степени го говорев, на ТВ21 го говорев, во Тетово, во Гостивар бев, објавивме нова одбранбена стратегија за Македонија, направивме комплетна нова политичка визија во која што секој ќе мора да ја гледа Македонија како држава на македонскиот народ. Нормално споделен политички суверенитет на албанската етничка заедница, на малцинските групи и така натаму. Не треба ние да се срамиме или да се плашиме од тоа дали ќе се навределе, не знам, некои екстреми во албанската етничка заедница или некои наши пријатели во Вашингтон или Лондон. Не, некој треба и ним да им каже дека само остварен во сета полнота македонскиот национален стратегиски интерес во татковината Македонија е гаранција и за чекорење кон полна демократија, и за прогрес, и за просперитет на Балканот и на регионот. Ако го супресирате македонскиот национален интерес, тоа по систем на врзани садови ќе роди радикален македонски национализам и овде ќе немате мир, ќе имате крв и пролевање. Крвопролевање ќе има на овој регион. Македонецот мора да има остварен национален интерес во својата татковина и тоа треба сите да го знаат. Јас ова го говоря во Конгресот и ништо не кажа луѓето таму. Наведна глава од почит, затоа што некој ревносно се бори за својот народ и за својата татковина. Тоа е единствениот пат. Господин Лјупчурисовски, ви оставив 4 или 5 минути као компензација за тоа уставно речено што ве провоцирав на почетокот. Недела е, значи, ден пред изборен молк и добро е да ја пратите одредени пореки да може да слушне македонскиот граѓани и македонските гласачи. Имам уште две прашања. ВМРО ДПМН води кампања, гласот за малите партии, значи глас за Зоран Заев. Како вие дефинирате таа кампања? Вака, јас водам кампања обратно, велам гласот даден за ДПН и за Мицкоски, глас даден за Заев и Социјалдемократски сојуз. Јас тврдам дека Мицкоски одработуваше за време на референдумот за Заев и Социјалдемократски сојуз. За време на уставните амандмани му дадена тацна на Заев се што побара. За време на председателските избори Заев побара, Мицкоски испорача. За СЈО Мицкоски испорача. Сега побараа 15 јули како критичен датум за одење на одмори. Овој водеше кампања Летувајте во Македонија. Се ми говори дека овој избори Мицкоски треба да одработи за Заев и Социјалдемократскиот сојуз да остане на власт 2 години да го доврши бугарското велепредавство, да влезе бугарскиот јазик во устав, да имаме бугарски јазик до 6 деление од тука. Финансирањето од Сорос на ДПН и на и на Мицкоски, тие примаат пари од Сорос, од НДА и така натаму ден денес. Јас не знам, можам да шпекулирам, само ни еднаш не демантира. Можно е дури да примаат пари од Заев и Социјалдемократски сојуз да им дадат простор уште 2 години да го довршат велепредавството. Од тука јас велам, секој глас даден за Мицкоски и ДПН е глас даден за Заев и Социјалдемократскиот сојуз. И од тука јавноста ќе треба да си цени и да си размислува. Имавте добра кампања, имавте и богата кампања, реално. Многу пари покажавте во кампањата. Имавте различна кампања од другите. Имате одредена енергија која ми се допаѓа. Без разлика на ова што на почетокот ве провоцирам, тоа е нели работа на новинар, ми се допаѓа енергијата. Се појавија неколку мали партии нови избори кои дават одредено освежување. Не знам дали кај своите пратеници, не знам како ќе помините, не е ни битно. Битно е дека треба да трасирате пат за наредните неколку години тие мали партии да може да станат стабилни партии во Република Македонија, бидејќи Република Македонија има потреба од менување на таа политичка и партиска забогречина. Значи многу среќа на изборите на 15 јули, многу успех. Се надам дека јас не сум во право, се надам дека анкетите не се право, дека вие сте во право, ќе се слушне 15 вечер и ќе видиме. Пола минута што може да кажете на граѓаните. Благодарам Васко за се, прости ако може би малку внесок гневливост во целиот настап, но генерално ставам збор за ревност. Јас сакам такви интервју. Значи вака, во другава страна, новата македонска ренесанса на Интегра отвора една многу повисока перспектива. И велиме дека нацијата со нас ке знае на што е. За 2 изборни мандата Интегра на власт, после 8 години или 10 години, ние велиме пред македонската јавност, нема да ја препознаете Македонија таква како што ја знаете во овие изминати 30 траурни години. Ке се сеќавате на неа како на еден кошмарен сон или нема да сакате да се сеќавате на тој кошмарен сон. Тоа значи дека Македонија ќе прогредира во сите правци. Целта ни е крај на богати граѓани, просперитетни граѓани, богата и просперитетна држава. Немате богата и просперитетна држава ако немате образована нација, ако нацијата ви е болна. Од тука материјалното богатство,
образованието, здравството се клучните компоненти на просперитетот според програмата за развој на Обединетите нации. Од тука ќе таргетираме масовно растаретување на даноците во државата преку регресивни стапки на данок и нулта стапка на одоначување за високо интелектуален ноу-хау. Исто така ќе го растеретиме делот на регулативата со Масдерек проект масовна дерегулација. Творецот на теоријата за економска дерегулација во лидерските тимови на Интегра, Патем, американски инфлуенсер, професор во Америка. Значи, ќе имаме растеретување на јаремот од плеките на нацијата, а државата ќе престроиме во слуга на народот да подметне рамо, да подаде рака, да го крене овој обичен човек кој што овие две погубни партии 30 години му ја крадат на смевката од лицето, му ја крадат радоста од срцето, едноставно му ја одзедоа надежта и перспективата, децата ни побегнаа надвор. Ќе имаме тргање на она грне со мед во кое што премиерите брцаат натре прсти со капиталните инвестиции и субвенциите преку трансформација ќе одат во приватно јавно партнерство во еден посебен македонски инвестициски фонд каде што државата ќе им удел 1/3, а 2/3 слободни финансиски зони, 3 Скопје, Охрид, Струмица ќе атрактираат приватни инвестициски фондови кои што ќе ги хранат овие мега еквити проекти од типот на Чебрен, Орлов камен, Галиште, Бошков мост, соларни резервати, ветернице, брза и масовна гасификација, брза железница, магнетните трамваи, дијаманти од јаглен, МЕПСО, пошта и транспорт ќе одат на барабани и така натаму. Ќе има комплетна трансформација и разигрување на економскиот систем. Ќе се таргетира нова туристичка стратегија, 100.000 туристи дневно со 12 слободни спас зони на 12 хектари по 33 маркици, 7 геотермални точки на 10 хектари ќе има концесија за бањско лекување, здравствен туризам. Македонија ќе стане светска туристичка атракција за здравствен туризам по моделот на Терме Словенија. Значи такви 7 геотермални точки ќе имаат по 33 сека од нив маркици. Ќе имаме зони за старски центри каде што на маркица од 10 хектари ќе има молови и киносали, базени, тримпатеки за нашите стари и возрастни, за да можат едноставно во 33 маркици модерни старски домови на 12 локации низ Македонија на 600 надморска висина. 25.000 пензионери македонци имаат европска пензија, најмалку уште толку имаат во Америка и Канада и многу повеќе Австралија и Нов Зеланд. 100.000 можеме пензионери со европски пензии да трошат пензија во Македонија. Ова разигрување бараше нова транспортна стратегија, 956 километри брза железница и едноставно може да се изгради, нека не ви зборат научна фантастика било тоа. 956 километри се ништо за 2 мандата. Ако Кина гради 10.000 километри за 6 години до брзина 350 километри на час по цена од 18 милиони долари километар комплетна инфраструктура, Македонија може за 2 изборни мандата да направи 956 километри брза железница ако немате корумпирана влада, ако тие милиарда крадени пари годишно стануваат во системот и ако имате овие сијасет на извори на средства за да може да се isfinansираат овие мега еквити проекти. Имаме решение за долгот. Debt to Equity Swap стратегијата. За 2 мандата гарантираме нулта долг на Македонија. Тоа значи ќе имаме селективен мораториум на нови задолжувања. Имаме начин како да го разиграме, треба интелектуален ноу-хау во политиката. Треба знаење, умење, вештини и треба пред се да си го сакате својот народ и татковината, да направиме од Македонија богата и просперитетна татковина. Сака да ве прашам, кој ќе биде новиот премиер? Ама вашиот претходен одговор, кој да ми го даде одговорот на тоа прашање, велите дека Мицкоски одработува за Заев. Ќе одработи ли Мицкоски Заев да биде новиот премиер? Само има равенка со една голема непозната. Љупчо Ристовски, председателот на Интегра Македонска конзервативна партија. Таа е равенката со една непозната. Значи само вие може да го спречите договорот Заев Мицкоски. Мицкоски го одработи. Единствено со нашава клин стратегија можеме да бидеме тампон помеѓу двете партии. Значи вие сте ко корона. Да бидеме егал. Ко корона, пошто таа ко клин ко шпиц влага. Значи вие сте корона за тоа беше стратегијата на Херонеја. Да, вие сте значи таа стратегија да не биде ние мора да направиме тампон меѓу двете партии од и СДС и ДПН. Мислите дека тогаш триење горонат македонското национално ткиво мора тампон. Ако победи Заев ќе му даде да биде Мицкоски малцински партнер во владата да го спаси? Не верувам во тие работи. Многу среќа. Се најдобро. Да сте живи и здрави. Господи Грчева, вашиот несуден генерален секретар повика да се гласа за сите, освен за Заев и за Беса. Значи, вклучително може да се гласа и за Гордана Селјановска, и за Димитар Пасиев, само да не е за Беса и за Заев. Многу чудно, бидејќи пред да оди во заточение во екстрадицијски притвор, кој што траеше многу долго време, 9-10 месеци, бевме на истата позиција дека имаме два непријатела. Курто и Мурто. Значи, цело време тоа беше, поготово на таа карта одеа сите негови во трета.
Одеднаш умре Курто. Одеднаш едниот го снема, другиот е прифатлив, не ми јасно од кај се смисли дека е другиот прифатлив. Може би се тргнува од некоја прагма, ако го нема едниот, не може да го нема другиот, тоа на сите ни јасно, но целта на трета една партија како Глас, односно било која друга опозицијска партија, е исправена против овие два блока. Ако не е сателит на некој од овие блокови. Дори Сотир Костов на само вистина вели може да коалицираме со СОС за Грчава. Јас ова го гледам како дел на некој сценарио. Во еден момент се сомнеа во вас, морам да признам. Значи сомнеа, бидејќи ова беше доста агресивно, гласајте за сите. Подеднаш почнува да го споделува Апасиев, да почнува да го фали Апасиев и така натаму. И сите знаеме дека Апасиев е продолжена рака на ВМРО да помане, дека тоа што ВМРО да помане не може да освои. И дека ќе ја здроби кичвата на левичарите, на комуњарите, тоа е смешно, бидејќи нема глас да освои Апасиев. Единствената левица во свет која што поддржува десница, го видовме тоа на председателските избори, кога ние останавме неутрални и не гласавме ни за едни ни за други, тие јасно застана за десничарскиот кандидат. Сега, кој е таа левица што ќе ги освои левите гласови? Не. Значи, левица ќе ги освои и така се и насочувани гласачите на ВМРО, од нашето теренско движење, јасно ни се кажуваше од штабовите на ВМРО, дека тие, бидејќи се незадоволни, своето незадоволство би го артикулирале преку левица. Значи, тоа е една мрежа за прифаќање на оние кои што се незадоволни. Левица е некој понтонски мост, кај што еден дел на незадоволни од Мицкоски од ВМРО да помане. Дури вчера прочитав еден многу смешен твит од Апасиев, каде што вели кога ДПМН сними против нас спот, значи сигурно ние сме опасни за сите и влегуваме во парламент. Па потоа долу му одговараат, значи луѓе што ги знам од ВМРО, тие се клиенти таму, велат, ама тоа не се однесува само на вас. Само на вас тоа не се однесува, на другите се однесува. Дека немојте да гласате за мали партии, бидејќи гласање за мали партии е всушност глас за Заев. Да, глас за Заев, што не е точно. Човекот кој му дозволи на Заев све да направи, и сега ги вели на граѓаниве, немојте да гласате за малите партии кои што беа на фронтот на одбрана на името и така натаму. Грчева, дури овој случај што е со прислушкување, ние всушност гледаме дека никој од ВМРО ДПМН не бил прислушкан за бојкотирање. Или за референдум. Бојкотира како ги бидат. Тоа значи дека тие се биле договорени, биле следени. Јас во минатата емисија која гостував кај тебе, Васко, ги посочив со име и презиме луѓето што беа фронтни во бојкотот. Тука не беше Апасија. Значи, не можете вие дебата на телевизија, каде што раскажувате делови од својата струка од уставното право, да го наречете бојкот. Еден лидер кога бојкотира, излегува на трибина, излегува на бина, ако треба и на гајби, кај што јас сум се качувала, и го повикува и мотивира народот да не излегува на наместен референдум. И членството. И членството се разбира доколку го има. Значи, и членството го повикува. Тоа е лидерска способност. Знаете, не можете вие салонски да го истерате бојкотот. И тоа е подршка на бојкотирање. И тоа е подршка на бојкотирање. Оние кои што не дадоа ниту банка за бојкотот, а тој чинеше, богами, се снимаа професионални спотови, се набавуваа опреми, се печатаја маички, се уплаќаше за сали да не се одстапат за озвучување и така натаму. Значи, оној што не дал ни банка, туку само седал во некоја студио и раскажувал делови од својата струка, не можам да го сметам за бојкотирач. Знаете што е најинтересно? Ги прозвавте. Иванковски, Селјановски, Апасиев. Никој не реагираше. Нити Интегра. Каде беше Љупчо Ристовски, кој што е сега голем македонец, каде беше на бојкотот? Никој не ви реагираше. Па не може да реагира. Не побара дуел. Ве молам. Не побара дуел, значи видите, природно е ако некој ве нападне. Вие нападни есенцијата на политичкото делување, да се браните. Да се браните. Бидејќи нели гледаме многу силен, сите му бегаат од дуели, сите му бегаат од дебати. Не видов дека со вас се појави на дебата. Не се појави бидејќи ја не бев салонски бојкотирач. Не видов дека Апасиев. Ја бев бојкотирач на терен. Прифати кај мене. Напротив, рече кога ќе сум снимала емисија, 3 пати ја покана, кога ќе сум снимала емисија во живо.
Па снимена му емисијата на Трилинг со Малио Чомовски. Значи, Да, па и некои избегна избегнува на Телма постојано. со лидери на партии да се соочи, но затоа се соочи Ке му најда тамо некои спаринг со партнери, некои како овие на Харлем лесни, Глоб за да Тротра, се што може шамараат лесно. да извади од тефтерачето, нели? Васко, не да се фалам, но и Гордана Силјановска и Димитров утре да дојде, со тоа што ги мешам се уште, не знам кој е од ВМРО, кој е од СДС. А, не знаат и Имам они. проблем Не со знаат тоа, и може они. би они не знаат. Мислам дека на гласање за спротивните ќе гласат. Буквално ќе ги растура. Бидејќи такво прескакање од една најлева идеологија во најдесна и обратно, не можам да замислам, освен чист кариеризам. Вемо, Грчева, ВМРО ДПМН сега ве обвинува дека одработувате за Заев. на кој начин? Па со тоа што значи гласот за малите партии, значи глас за Зоран Заев. А тоа си мисли така Мицкоски. Да, тоа Мицкоски. Веројатно и Заев тоа си го мисли. Да. Па И он вика, малите партии може би работа за Мицкоски. Не знаем. Кај ни ве обвинува дека ВМРО ви ги има собрано подписите, дека во време на Емил, дека во време Еден подпис не дека има во време собрано. на Емил Димитриев ви се собрани подписите, Не, нели? тоа на други сега не сакам да апострофирам. Нашите подписи многу подоцна, јас кој излегов од собрание, ни Емил Димитриев ни никој. На кого собираш Емил Димитриев? Ај, сега нема смисла да ги до толку плескам, меѓутоа си знаат и самите дека нив им се собираа подписи. Дори и името им го дале Им го измислија. Им го измислија, Пир, сакале да се пир. викаат лабористичка партија. Така? Да. А потоа се стана река левица. Да. Нек си се замислат кој биле внатре, кој знаеле уопште за тој проект, меѓутоа на глас за Македонија еден по еден подпис е молен и собиран из Добро, цела Грчева, се Македонија. извинам. Она идеја, ни Курту ни Мурто. Тоа беше добра идеја во Република Македонија. Не само што беше добра идеја, туку еден голем дел, во најголем дел припадници на ВМРО ДПМН не прифатија таа идеја. Многу помал дел на СДСМ, ама тие беа власт и така натаму, потешко ви од власта да земите луѓе кои се на власт, отколку од опозиција. Така е, потешко Значи, е, но еден меѓутоа голем- се зиме и од кај. Но еден голем дел на луѓе кои гласале за ВМРО ДПМН не прифатија таа стратегија ни Курто ни Мурто. Одедна се забори таа стратегија ни Курто ни Мурто. Постои само Мурто од Муртино, Курто не постои, не смее да се напаѓа и така натаму. Што се случи? Зашто луѓето кои ја промовираа таа идеја одедна стана гробари на таа идеја, сака да ја уништа таа идеја? Неверојатен пресврт се случи, измислувајќи партии кои што се евидентни сателити на ВМРО, сега тие си ја перат совеста, нема да гласаме за ВМРО, но ќе гласаме за сателитиве на ВМРО. Буквално си ја перат совеста за однесувањето на ВМРО во време на референдумот и после референдумот. Си ја перат совеста. Сепак имаат некоја совест и се свесни дека ВМРО одработи заедно со СДС на промена на името. И тука не може никој веќе ништа да каже. ни 9 Господ- пратеници тука беа дадени. 15 не да беа требаше- дадени од мене, беа дадени од нив. 15 да требаше 15, Така е. 20 да требаше така е. 20. Знаеме и притисоци на пратеници кој вршал и како вршал да гласаат, па бегале од таа седница и така натаму. Втора работа, Не не вршал. успеа референдумот, не излегува од собрание. Не излегува од собрание, ги повикувавме на протестите, ги повикувавме и ги чекавме да ни се приклучат нивните пратеници. И сега, еден дел си се приклучуваат на ВМРО, да не се лажеме, од чист клиентелизам. Мислат дека ќе победат. Мислат дека ќе добијат нешто, дека ќе може да ќе си ги компензираат. уживаат привилегиите што претходно си ги уживале, макар што јас И за месец ден ако не победи ВМРО, Да. тие се први што ќе плюка. Знаете, тие Да. први кои викаат Сигурно, ура, тие сигурно, први кои сигурно, викаат сигурно. ура, први викаат Сигурно. туа и обратно. Но си ја перат совеста, еве нема да гласам Божем за ВМРО, меѓутоа ќе гласам за партија која што сигурно ќе му ги префрли гласовите на ВМРО. И тоа е една Добро, каде е конфликт? трагична ситуација. Каде е конфликтот ваш со Мицковски? Природно вие Мислам дека од председателските избори. Од председателските избори. Имам чувство дека тие зигра на картата на Апасиев, а за вас и за Апасиев во таа карта и во таа стратегија на ВМРО немаше место. Значи, вие изгубивте всушност употребната вредност кога се зголеми употребната вредност на Апасиев за ВМРО ДПМН. Дали би се согласиле со тоа дека... Ја не сакам да имам употребна вредност за ВМРО ДПМН, да се разберем. Кога сме влегле во оваа игра Добро, но вие и кога рековте- сме ја формирале партијата, Вие рековте дека побрзо рековме, би коалицирале со ВМРО, побрзо под одредени услови. отколку со СДСМ, тоа беше ваш став пред 10 СДСМ дена. направи толку прекршувања,
толку насилнички ја изведе целава работа околу уставните промени, што навистина беше срамно. Ние болно го доживувавме, болно ги доживувавме тие настани. Но рековме, ај новие може би им дале шанса кога би се согласиле на тие и тие услови. Мислите ке се согласат, нема шанса? Мислам дека нема да се согласат. Нема шанса. Не се плашиме да останеме и во опозиција, што е страшно да останеме трендовите во кои се опозиција. во регионот, трендовите кои се може не мора да се случат во Република, но само ги анализираме трендовите. Власта победи во Србија, победи во Хрватска. Да, точно. Победи доста убедливо. Така е. Навистина ова власт има серија на афери. Продажба на име. Значи нема нешто што нема. Еден глас да има Рекет. Па само со рекет во нормална држава. Значи за мене е катастрофично ова власт еден глас да има повеќе од опозицијата. Тоа за мене е тежок пораз. Апсолутно. Но на анкетите имаат предност. На сите анкети водат. Не може мојот мозок да прифати дека они може да останат уште 4 години на власт и дека некој, значи тогаш тој што ќе им го возможи тоа, или е антиталент и дрво за политика, или е договорен, како велеше Едвард Џозеф. Тој што ја продаде Окта или е криминалец, или е луд човек. Значи, некој ако дозволи Заев да победи да формира влада, или е антиталент за политика, или е купен и пазарен. Немам трета варијанта. Да, одека се купени и пазарени луѓето, за жал, се создадо една војска на следбеници, која што пазарени се тие што треба да ги поразат, тука е проблемот. Да, пазарени се и тие што треба да ги... Да, точно така. Една мешаница тешка, една неразчистена ситуација во која што си имаат и заедничка мафија. Гледате, излагат на дебати, во вели имам 8 пратеника повеќе од тебе. Да. Или имам од 50 до 120.000 гласови повеќе. И ова вика, ке видите вие на 15. Па човек што верува у своја победа, 15 анкети ке му извадеше. Очите ке му извадеше да го убеди или да му докаже, а и да им се обрати на своите гласачи дека води. Овде не. Кротко, како Шекеринска 2008 година. Женска сукња. Па не беше кроток и поразот на председателските избори. Кроток, без приговор. Без приговор. Многу кроток. И јас знаев дека, и тоа го кажав на пријатели, дека Гордана губи. Зошто воопшто се нафатила на таква игранка? Тоа ми беше јасно дека губи. На локалните избори во 17 часот наблюдувачите на ВМРО ги напуштаат местата. Да. Значи тие се научени некој дојде да им даде некој куферче да може да одработи така натаму. Како што сега слушам и сега има масовно луѓе кои се купува, некои ќе бидат членови на избирачки одбори, кои ќе бидат наблюдувачи така натаму. Малку има од опсе. Ова пандемија со коронавирус многу луѓе ќе исплаши, нема да се појават. Дел од администрацијата нема да сака во тие критични региони да веќе најавуваат, некои одбиваат да бидат во избирачки одбори, значи сега ќе биде најголемото ловење во матно. Значи овие се мобилизирани 100%, а овде просто да не верувате, нема никаква промашени спотој, промашена стратегија, на пола кампања се минува. Овие кои што се хронични ајлјази, значи зборувам за СДС. Значи хронични не работат, јас ги знам, натрет, не сакаат да работат, крај. Многу полесно зборуваат од што работат. Сега си излезени на терен на секаде, ораат државата. По список, ги гледам по список. Море машини извадени, море асфалтираат, трета изборна единица, да. Што не прават. Не е само во трете, и во четворката тоа го прават, и во петката тоа го прават. Петре Шилегов почна да работи. Петре Шилегов почна да работи, се разболи сирото, почна да работи, не се научени да работат они. Не се научени да работат. Сега они извадија сите оружја, ги извадија на сцена и почна и да работат, да се чудиш. Овие другиве, не знам која стратегија има. Нема поента кампањата. Нема поента кампањата. Ни риба, ни девојка. Ништо. На пола кампања решија ќе бидат патриоти. Претходно председателските избори велеа дека се Јанусот бе лица, дека прифаќаат легалитет. Пазете, сега ќе развива знамења на Кокино и ќе им се развива кодот генетски ВМРО-ски, пошто не им се разви една година порано. Тие неопределени што требале да ги освојат, нема да ги освојат, бидејќи нит своите ќе ги извадат, ни неопределените ќе ги освојат. Тешко да неопределени ќе дојдат, со што ќе ги привлечат? Со што? Пазете, ВМРО има педигре 11 години
11 години луѓе не можеа да работат, да дојдат без книжка, ограбувани на секој чекор, едно насилие на секој чекор. И сега кога го слушам Мицкоски дека зборува за корупција и вади бомби за корупција, мене ми е многу смешно тоа. Знаете, не можете вие со тој багаж што го имате да зборувате за корупција, зборувате за други работи. Грчо, знаете, помалку е абсурдна ситуација. Сега јас од страна гледајќи ги работите, тоа може кога сте внатре не може да го видите. Значи како Заев да се ослободи од сите тие бомбаши, таа валкана структура Па се ослободи. Да. И целата таа структура ко камион, ко шлепер е паркирана кај Кристијан Мицкоски. Да, начело со другарот Верушевски и неговиот син. Патриотот Кој што комитата повикува на 14 гласати за 14. Мислам, една надреалистичка ситуација, надреалистичка ситуација, но можеби и не е така. Сега веќе како да е битката лидер на ВМРО кој ќе остане. така е. Тоа е поентата, нели? Сега веќе имам длабоко размислување и примисла и си ставам еден сомнеш кој во суштина му ја визираше визата на Груевски и кој што не кеше Груевски веќе да се врати во државата. Дали е тоа само СДС Или е ВМРО што да му помогна или е ВМРО? Пазите, вие да ги наследите истите тие структури кои што го испратија Груевски, сега да ви се први другари, па и патриоти, па ја не знам, значи тој поим на патриот бил најрастегливо нешто кај нас. Јас мислам дека Најрастегливо. во ВМРО е клучна битката за тронот. Да, Секундарно да, е прашањето И ја премиер мислам, или не да, премиер. апсолутно. И кога вие собирате еден таков негативен багаж на Facebook, на социјалните мрежи, тоа значи дека вие се подготвувате да водите валка на кампања да останете на чело на ВМРО Да, помагате. па гледаме, цело време се развива оваа бомбашка култура. Знаете, она што многу ме загрижува, на вистина ме загрижува. Еве вие, например, ако сте неопределен гласач, Добро. дали некој со бомби може да ве мотивира да гласате? Ни случајно. Ке ве остави дома? Ни случајно. Ке ве остави дома? Прво, не сакам држава во која што имам растурена државна безбедност, која што е како решето, каде што секој снима, секој може да дојде до тие снимки и пазете, во ова дигитално време може и да допишува што сака во тие снимки. Апсолутно. Тоа е уште поопасна работа, јас сум од таа струка и знам дека се може да се изрежира. Се може да се изрежира. Пукаа бомби, Заев дојде со бомбите на власт и не само со бомбите, со трансакцијските сметки на Груевски и фамилијата, да не се лажеме. Бомбите беа повеќе кон народот, едно скренување на внимание за типот на владење на Груевски. Сега истото го прават другиве. Значи, повторно ни е системот решето. Кога ќе се исчисти оваа држава, кога институциите ќе станат независни и во служба на државата и на народот? На Заев му одговара да има бомби, и за едните и за другите, бидејќи на тој начин неопределените ќе остана дома. Си има Заев своја некоја клиентела, контингенти, власе, ќе купи ромски, ќе купи турски, ќе купи вакви гласови и така натаму, нели, малцински гласови. Опозицијата не знам што може да постигне со бомби. Да докаже дека Заев е криминалец? Па ние тоа го знаеме. Па кој не го знае тоа? Па ние тоа го знаеме. Што ќе докажуваме дека земјата се врти околу сонцето? Они го пропушти оној момент околу рекет кој што беше мега афера, тогаш да побараат оставка на владата и паѓање на владата. И сега слушаме бомби, кај што главните во рекет се на ти. Да. Се на кафе пиење со Мицкоски. Да. Разглабат политики, стратегии. И тоа дава една сосема друга перспектива на целиот случај. Кај што вели Јордан Оце Камчев, аз сум благодарен. Значи, вие гледате дека целата тајна структура која е персонификација на корупција и на криминал, успеа да му ја залепат. Успеа да му ја, освен Вице Заев што не е врзан со Христијан Мицкоски, сите се врзани. На крај може и Вице Заев ќе се врзи со Христијан Мицкоски. Ја не исклучувам ни таква можност. Такви прескоци неверојатни се случија во овие години, да не ме чуди и Вице да одработува заедно, да имаат и заеднички инвестиции и така натаму. Значи, да повторам, она што ме загрижува и тоа што ни е во програма ставено, чистење на партиите од сите институции пред Управа за безбедност. Знаете што ми се допаѓа? Во еден временски период, значи не е битно дали ќе влезете, колку ќе влезете, што ќе направите, значи јас тоа не го гледам ко трка на 100 метри. Да. Значи Ние прв пат конечно се појавуваме на парламентарни. Во еден момент
кај вас се собра антиваксери, 5G мрежи и така натаму. Јас викам, види, ова жена природно не може да ги води тие. Не може. Не, апсолутно не. И вие напишавте еден-два Facebook статуси и ве Во кој направија што- Хирошима и Нагасаки ве направи. Апсолутно, и јас сум горда на тоа. Барем ги исчистив тие еднаш за секојаш од својот Facebook профил. И да знаете дека ќе градите партија на здрави основи. Апсолутно. Ако не на овие, на следни Чекайте, избори. прво јас сум научник. Така е. Мојот сопруг е научник. Мојата мајка била научник, мојот татко бил научник, сите во различни области. Јас не можам на вистина да повладувам на луѓе полуинформирани благодарение на овие штетни наши социјални мрежи, Така е, се согласувам. кои што чуле некоја полуинформација, половично обработиле, па сега го собрале целото знаење. Така Па е. ќе ме караат мене, извинете. Мојот сопруг е еден од најголемите електромагнетичари, најпознати во светот. Кај него докторираат луѓе од Европа, не обратно. Значи, кај него докторираат. Кога тој ми вели дека антената од мојот телефон на кој што сум приклучена 24 сата во денот е 5 пати поопасна од антената 5G, некаде што се наоѓа израчи во простор, ја одбирам нему да му верувам, а не на Трајче од Козарево, кој што чу 5G, а не знае дека 3G е исто што и 5G. Знаете, Дрчева, истите тие луѓе во Хрватска и Србија, што им повладуваа на овие луѓе, пропадна на изборите. И Иван Пернар, и Сладолјев, и целата таа екипа во Србија. Па тоа е чист популизам, Да, знаете. значи, добивање на 1000 или на 2000 лајка на Facebook Тоа не значи ништо. не значи ништо. Апсолутно Тоа е ништо не виртуелен и нереален свет. И тоа е јас и таму Сериозните напишав, луѓе ја не мислам слуша- со бавини, деветини да се бавам. Сериозните луѓе слушаат и излекуваат одредени заклучици. Тоа е разлика помеѓу луѓе кои слушаат Да, и да, луѓе да, кои се апсолутно, догматици. апсолутно. Овие кои се догматици градат став и после слуша само тоа што им одговара. да, Другите да, луѓе слушаат повеќе извори и Да. носат одредени заклучици. Тоа е разликата помеѓу едните и другите. Знаете, науката секогаш има и корекции. Дури и Нобеловци се коригирале после што Тоа е- добиле тоа е Нобелова тоа е награда. наука, Но тоа е- тоа е наука. Но Така тоа е е. наука. Ако се појави нов доказ, Ако нешто се тогаш бетонира, нема оди одење, напред нема одење. работата. Сега за сега тоа се научните сознанија. Вакцините ја исто така не би дозволила утре, ако добиеме власт, да Македонија биде еден плейграунд Прво нема ни тестирање. да ни дадат. Гледате овој леко Тремси Девир. Да. Трамп ги откупи сите Ги контингенти. откупи сите. Значи додека стигне нас да ни дадат Апсолутно, вакцина, прво апсолутно, да тоа е толку имагинарно прашање, као за комета дали ќе падне. Меѓутоа, ако еве, би сакала да ги смирам луѓето дека и да има вакцина, дај Боже да има побрзо, ќе биде на доброволна ќе основа. биде на доброволна Како основа, за ако за сезонски сезонскиот грип, грип. кој сака ќе стави? Ако сум заборавила, не се Така е. вакцинирам. Второ, она што е многу важно, Ќе ги чипирале со не, ќе ги чипирале не, со тоа- вакцина. Не, тоа е смешно. Да. Втора работа е многу важна и тука имаат право да се плашат, бидејќи брзо направена вакцина има повеќе Јас се плашам дека контраефекти. ова е долго правена вакцина. Не знам колку долго е правена. се плашам дека е долго Не правена, би требале дека- да се затрчаме први ние. Но она што секако Македонија не треба да го дозволи, како што го дозволи ВМРО во неговиот мандат, да увезуваме од Авганистан, од Пакистан и од Индија вакцини. Од тие вакцини навистина имаат право да се плашат. Македонија не смее да стане место за тестирање на вакцина, во тоа се согласувам потполно. Но ако е веќе истестирана и спробана вакцина, не гледам причина да не се спасат човечки животи. Албанец премиер. Како би го прифати? Видите, Дуе од 2002 во власт. Да. Значи видовме апсење на ВМРО, апсење на СДСМ, апсење на други политички субјекти. Помал се абстинира, па 2008 пак Да. дојдоа. Па една и нешто година. И сега излегува со Албанец за премиер. Кој ќе биде кандидат за премиер? Насер Зибери. Човек во чие време беа тапањата во Гостивар, ПДП беше дел од владата на Бранко Цренковски, си премолчи, ништо не изреагираше и тој ќе биде кандидат на Албанец за премиер. И не е битно името, знаете. Не е битно името. Битна е пораката која сака да се прати. Лемете вели, јас сум победник на војната 99-та и 2001 година. Ние сме газди на овие територии. Бидејќи со војна сме ги спечалили, сме ги освоиле. Ке му се дозволи ли на тој човек, се извинувам, Вака се, Тоа да го прави. не станува збор, Албанец премиер е пуштена една
вака патка една Од реторика Од кого? од Ахмети, кој што се фаќа за сламка. Као што знаете, 2017 изборите тие се преполовија. Од 20 пратеници На 10. 2014 на 10. ДПА заради исто такви екзибиции од 7 на 20. Сега нема ни толку по Сега анкетите. ни толку нема да има. Значи, немојте да мислите дека не се знаат нивните криминални позадини и дека некој ќе им дозволи сега тие да раснат на тој начин. Мислам дека таа приказка е затворена. Посебно знаеки како завршува Хашим Тачи, Да. Рамош Харединај, Да. И посебно што Србија чека сега тешки преговори со Косово. Посебно што на Вучич му се дозволи да си победи на изборите. И тоа убедливо. Посебно што и таму имаше дел што бойкотираше, па ја мислам дека секоја влада треба да си измисли некој дел што бойкотира. Еви и сега ќе имаме луѓе кај нас што ќе бойкотират, тие ќе одработат за заев. Тие ќе одработат за заев. Значи, Ја се плашам. албанец премиер во овој момент апсолутно не ни е потребен. Заради тоа што, знаете, не доаѓа тој со некоја нормална агенда, граѓанска агенда за државава, тој доаѓа со албанска агенда. Артан Груби ја кажа таа агенда. Како вели, ќе го штитиме. Ќе го штити, ќе го чува, пазете, Преспанскиот договор. Но тоа е добар сигнал. Значи, тоа е заштитење и зачување у некоја фиока, бидејќи знаат дека не проаѓа. Тоа значи дека е во опасност тој договор. македонците не се под контрола дека ќе го штитат 100% Преспанскиот договор. Треба да има 6% нема да го штитат. 6% колку што не излегува на референдум. Ние видовме на референдумот колку да. Па 6% нема да го штитат, значи не се за тој договор. Тоа значи дека албанците треба да го штитат рамковниот и Преспанскиот. Од нас треба да го штитат и богами ќе треба да се потрудат, бидејќи се повеќе ќе има сили кои што ќе креваат гласи, ќе велат вакво понижување не. Нема да бидеме единствен народ во светот без право на самоопределување. Ве молам, во океанон таму над Ирска едно островче постои со некој народ, некое племе кое што зборува на некој стар келтски јазик, па и тие се заштитија и се афирмираа во Обединетите нации. А ние сега се редефинираме имајќи сопствена држава. Значи има што да штитат, бидејќи е во опасност тој договор. Па ќе ја штитат тиранската платформа, па све она што од македонците треба да штитат. И се таков човек ние ќе имаме за пример. Пазете, имаме во држава и Срби, и Турци, и Роми. Значи тие ќе штитат ваква Македонија која не ја прифаќаат македонците. Која што не ја прифаќаат од мнозинскиот народ. Од македонците. Од мнозинскиот народ. Како ќе ја штитат? Со албанец премиер. А како тој албанец премиер ќе штити? Со војска и со полиција? Не. Па тоа е веќе, знаете, нема да добиваат, може тоа нешто сакаат да се силат, меѓутоа се знае како работат. Ќе штитат што сакаат и ќе добијат албанец премиер ако некој им го каже тоа дека можат да го прават. Што не верувам дека во моментот воопшто во моментот нема да се случи. Мислам дека Дуј е оставен во слободен пат. Па Дуј мислам дека за разлика од претходните циклуси кога беше господар апсолутен во тој албански блок, сега воопшто нема да биде пресуден фактор во овие избори. Нема да биде. Дури радикализират и велат на она понуда на заев до Мицкоски. Колку пратеници ви треба, јас ќе ви дам или обратно. Вас ви треба 13, мене ми требат 6. Па излага за еден села вели ние ќе направиме албанска влада. Нека ја прават бе, кој ќе им ја дозволи? Да и до кога со тие? Они не прават ништо што не им е дозволено, а ова нема да им е дозволено. Никој веќе нема да им дозволи. Ма кој ќе им дозволи тоа? Да, мислам дека се како идеја пуштени низ вода. Не, кој идеја е пуштена низ вода, знаат и странциве до кај можат да затегаат, а од кај веќе ажето ќе пукне. Проблемот овде што Бојко Борисов не контролира двете партии. Да, и СДСМ и ВМРО. Тоа е она, знаете, вие да одите и да понижувачки, полтронски пред еден Бојко Борисов. Тоа е за мене, тоа е за мене. Но за моје големо изненадување и вака еден убав момент е што во Македонската академија конечно почнаа да дуваат нови ветришта со новото раководство и веќе се работи интензивно, напишување на сериозни научни трудови за македонскиот јазик, се издаде атлас, еден многу вреден атлас со 50 македонски јазични наречија.
кој што е влезен во тој општословенски атлас, зашто бугарите исто така дигнаа ѓурултија денове, па се заканија дека ќе излезат од тој меѓународен проект, дека има академици, лингвисти кои што излегуваат постојано со своји научни трудови, докажувајќи вековен континуитет на македонскиот јазик и така натаму. Значи, почнуваат веќе да се создаваат тие некои жаришта на отпор и многу ми е драго што тоа се случува и во Македонската академија, која што долго време беше пасивизирана, намерно, неутрална, намерно беше со скршена кичма, нели да не биде. Затоа сега не се крши кичмата преку Денко Малевски, кој што иди и раскажува таму по бугарски телевизии дека сме един народ. Дека Гоце Делчев, Крста Петков ми Сирков. Натаму, синоќа бев на Канал 5, не сакав да ја жештувам атмосферата со помали партии, но бев со Петар Колев од ГДУ, за кој што изгледав еден инсерт од некој негов настап во Бугарија, каде што вели дека требало да, наводно кога бил помлад тоа се случувало, каде што вели дека треба се викаме Јужна Българска држава, дека сме едно недисциплинирано дете мало, кое што сега малце кога пораснало треба само да му судрат неколку шамари за да не прави бели, да не крева глава и така натаму. Значи патиме од својата овдека, Васко. Ние ќе одолеевме и на надворешните уцени. Ако дома не беше. Ако дома не беше ваква ситуација. Дома нас не скрши. Дома нас не скрши. Дома не скрши. Каде оди државата? Значи, ќе завршат изборите, ќе имаме сериозна финансиска криза, како што сега стојат работите, сериозна корона криза. Така е. Овие две партии покажа дека ни техничка влада не може да функционира. Не може. Не може. Знаете, најголемото злосторство е направено што овие две партии го разделија народот на две, како со секира. Една омраза е влезена страшна, една недоверба, една тешка есен ке не чека, тешка есен ке не чека и економски и политички, ако сакате, здравствената регионално. Регионално, нема кај да се свртиме за помош. Пазете, ова е лага дека Европа сега ке не полни со пари во пристапниве преговори. Европа едва изгласа таму некоја минимална помош за Италија и за Шпанија, не пак за нас. Значи, ние ќе се најдеме сега во едно бунило. За жал, овие две екипи, кои што 30 години уништуваат Македонија на потполно ист начин, на потполно ист начин, нешто да променеа, барем нешто малку да променеа, ништо. Освен своите банковни рачуни. Да, банковните рачуни. Ја вчера кога реков, милиони на калапија, еден од мојве од партијата вика, не грчави, имате милиарди се сега прашање, милионите пројдоа. Значи нас не ни е замашала работа. Мене ми е народов да не ни ја запечати судбината повторно. Да дадат шанса на помали партии, не на сите, да препознаат кои се сателитски партии, бидејќи порано нек си гласат за оригиналот, него за копијата. Да препознаат некоја, ако сакате, интелектуална сила, ако сакате луѓе кои што сакаат и можат да направат на вистина драматични резови, кај нас козметички веќе промени не помагаат. Да, ние сме тешко болни дефинитивно, како општество. Ние предвидуваме, например, и затоа се вика силата кај народот. Сосема други форми на демократија. Бидејќи на народот му се украдени институции, тие се партиски. Тие се легло за тендери, за вработување, за се. На народот парите му се украдени. Ова ако чини 10 денари, тој го плака 1000 денари. Значи, на народот му украдени иднината. Иднината му украдена, децата им се не само минатото што ни го крадат сега, туку иднината. Точно така. Иднината, нашите најдобри деца избегаа практично од државата. И тоа треба да се смени. Ако не на овие, на некои следни избори. Ние предвидуваме жестока битка со корупција. Ако тука не ја добиеме таа битка, немаме држава. Немаме држава. Многу среќа. Благодарам. Многу успех. Благодарам. Мислам дека најдоброто, без лажна скромност, ние сме премногу скромни, не тропаме на ниедна емисија на маса кој што знаат да тропат. Но најдоброто нешто што и се случило на Македонија во овие 30 години е појавата на Глас за Македонија.
Нека се осмелат, нека си гласат за Глас за Македонија, нека заокружа 6. Да видат за 2-3 години како се нормализира една држава од луѓе што знаат како тоа да го направат. Со успех. Благодарам. Ова беше емисијата во Центар. Последна емисија пред изборите на 15 јули. На 16 јули во четврток ќе имаме нова емисија. Се надам ќе направиме одредена анализа, се надам на едни фер, мирни избори, кај што и едните и другите ќе ги признаат резултатите, тој што ќе победи, тој што ќе изгуби, ќе се честитат, бидејќи Македонија чекат многу тешки моменти, тешки финансиски, тешки здравствени моменти, тешки политички моменти, решавање на косовското прашање, на многу тешка година до крајот на ова година, наредни 6 месеци, можеби наредни 12 месеци, многу тешки месеци за регионот и за Република Македонија. Значи, памет во глава, одлучите што ќе одлучите, ние здравје Боже се гледаме по четврток 22 часот. До четврток од 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да си.